Јас сум Слик. Здраво сликери и добро дојавте у ново видео. Глеј, значи не кев видео да го правам, ама озбилно не кев и се држев понастрана да го правам видео највише што можев. Значи највише што можев, избегавав темава, не споминав, не кев драми, не кев ствари, ама ме напнавте последниве 5 дена. Значи, што и да ставам, некој коментира, некој нон-стоп се прават драми, ме вреѓате, мислам, тие поголемиот дел од вас сваќате каква е работата, другиот дел што не се упознаени со причата, воопшто не знаат што е, како е и ме вреѓаат и вака. Значи, стварно неќам драми, неќам и ова е последното видео што го правам за Блек. На мојов канал нема више никад да е спомнат. Значи, неќам ништо со него. Значи, толку. Значи, ставив прашајте нешто откачено на Инстаграм и пола од прашањата беа зашто сте му скарани на Блек, смирете се му се на Блек, што ви направил Блек, што сте му толку скарани. Ко прво, не гледав причина да ги одговорам тие, пошто не беа нешто лудо, беа општи прашања и беше муабетот само нешто лудо да се направи. Неќам драми, па ќе кажам, стварно неќам драми, и ова видео го правам чисто за да ви разјаснам вас. Не зборам за никој друг јутубер, значи другите јутубери нека прават што сакаат, значи ако сакаат да му се смируваат на Блек, нема ни проблем, нема се љутам, немам што да се љутам, тоа е нивни живот. Ако не им сгрешил толку многу, нека му се смират, ама сите знаеме што им направил на нив, така што им ми направи на мене. Ја му бев на него, еден од најдобрите другари долго време, као 3-4 години бевме заедно, неоделни, бевме екипа, работевме на нашите соништа заедно за да оствориме нешто. Се појави у нашиот живот YouTube, типот си е алчен по слава, по пари, по внимание, сака да биде цело време центар на внимание и решивајќи дека јас не му требам и дека не мора да се дружи со мене, пошто GP има поише слава и GP може да му довише поише од он тоа што го сака во неговиот живот, да биде славен. Меѓутоа, заборем мала работа, типот дека ми дужеше пари и кога ги побарав парите, он тотално прекина контакт со мене и се наљути пошто сум ги побарал парите што ми ги дужеше. Значи, тоа не можам да го специфицирам, значи, толку многу. Значи, не можам, не го гледам значењето ти мене да ми се наљутиш, зашто јас сум ти побарал пари. И ако уште ми дужи пари и не планирам ни да ги барам, сум ги заборел, пројдоа 2 години. Ова е последното видео што не го правам, ова видео нека се вика Закопот на Девид Блек, ме заболи искрено курот за него што прави у животот. Искрено, не ме интересира една ствар за него. Не се замарам, не јадам гомна, он продолжува да јаде гомна за мене. Иако живеем у иста населба, иако бега на улица која ќе ме види, така да, не знам што да ви кажам, значи, мене ми има сгрешено. Ме остави на цедило додека му бев најдобар другар. И тоа не е едната грешка. Значи, уна назад, тие 3 години што се дружевме, ако вадам ствари што ми направил, само ќе се навраќам на минатото што неќам да се сеќавам. И стварно не ми е битен у животот и не ми е битно веќе ништо што ќе каже, само знам дека најдоброто нешто он у животот што го прави е лаже. Значи, не му е криво,
за ништо што направил. Не му е криво на никој што му сгрешил. Едноставно свати дека нема внимание колку што сака, пошто ние како YouTube се држиме као фамилија и сме тука, сме си тие, сме си другари, ми станаа браќа. Иначе не се облекував само за видео, сум на слава кај Винкут и не знам што поише да ви кажам. Значи не, разочаран сум у тоа што пробува пак да уништи нешто. Значи, као што речеа, нели, контент си е контент, брат. И ќе ми биде многу криво ако не ме сватите дека не му е прва грешка за да му даеш на човек втора шанса. Оваш, ако му даат шанса, кој било од јутубери, ако му даеш шанса, му ја дава 10.000-та шанса поред. Не само мене, не ме заебал само мене, го заеба Джипи, го заеба Боби, го заеба Винку, го заеба Бамбо, го заеба, не заеба сите. Си го оствари у тој момент кај што му беше целта, си ја оствари и не му требавме у тој момент и кога падна сега на дно, као он што вика што е сам, не знам, значи не планирам да се замарам веќе, стварно не планирам да се замарам веќе, ова е стара тема, значи последниве 2, ама трета ќе биде сега, 3 години се дешава ова, се дешаваат драмиве и све околу Блек и зашто сте се скарале. Се скарав со него, се скарав. Прекинавме се дружиме, прекинав контакт, не ќе да го видам, пошто не е добар човек. И на штетоа, значи каде што ќе пипне пеплосува ствари. И ја мислам дека од мене барем нема да добие ни шанса, не ни го сметам за жив. Така да, се надевам дека ви се подјаснија некои ствари, иако не можам да зборам за другите јутубери што им направил, например на Джипи, на Боби, на кој било друг, на Бамбо, не можам да зборам у нивно име, не е моје место да зборам. Што им направил на нив, ако сакаат оние да си кажат, јас само можам да кажам дека спрема мене беше лош човек и ја лошите луѓе ги закопувам таму негде далеку и он за мене е закопан, мртов. Така да јас попрво би си го одземал животот него да би се дружел пак со него. Буквално тоа е моето мислење. Фала ви што го гледавте видео. Не ќам драми, стварно не е за views, не е за драма, него само да престанете да ме замарате. Се надевам, стварно се надевам дека ова видео ќе биде последното што треба да го правам и стварно е последното што го правам. И се надевам дека веќе прашањата за Дейвид Блек стварно ќе престанат, пошто стварно ми изморуваат. Стварно се надевам дека ќе престанат, пошто стара тема е и на некој начин болна тема е, пошто не викам дека немам добри спомени. Имам добри спомени, ама вечето лошите преовладуваат. Фала ви што го гледавте видеото. Ставите субскрайбче, ние ќе продолжиме со контент, хепи контент, што го викам ја на каналов. Вакви видеа стварно посакувам да не правам, се поретко да правам. Ние се видиме у следна, дечки. Поз.